Вести на Канал 8, добродојдовте. Надлежните во општина Кочани ги отфрлаат како лажни информациите во јавноста дека на градската депонија се исфрла и пали електронски отпад увезен од странство. Тврдат дека се работи за шпекулации, чија цел е само да создадат загриженост кај граѓаните, искористувајќи го фактот дека депонијата често гори поради присуството на органски материи. Тони Ајтовски со деталите. Паралелно со податоците за загаденоста на воздухот, создавањето диви депонии во околината на градот и другите населени места, деновиве по социјалните мрежи се шират информации за електронски отпад од странство, што наводно се внесува во државата, а за што се зема финансиски надоместок. Во опциите се вклучува и Кочани, при што во јавноста се шпекулира дека на градската депонија се носи овој увозен отпад и се гори, со што дополнително се загрозува животната средина. На неодамнешната дебата со граѓаните што ја организираше градоначалникот Никола Чуелиев, имаше и конкретно прашање на оваа тема, со барање да се расчисти дилемата се внесува ли токсичен отпад кај нас. Неодамна во јавноста процури, тој збор ќе го потребам, некакви информации или дезинформации дека некаков електронски отпад се донесува од странски држави и се распределува по одредени градски депонии низ држава и таму гори за некои финансиски надомест. Таму некаде беше во тој список спомната и општина Кочани. Барам од овде дека одговор, категорично демонтирање на таквата вест или евентуално оставаме граѓаните да веруваат во тоа. Како одговор на прашањето, првиот човек на општината ги демантираше наводите оти на депонијата во Кочани се внесува и гори отпад што е увезен од странство. Ние мака мачиме со сместување на нашиот отпад, а далеку од памет дека ќе дозволиме било кој или сме дозволиле било кој да носи било каков отпад и од соседна општина, а да не зборуваме од други општини или други држави. Значи, апсолутно не постои никаква ваква поврзаност на нашата локална самоуправа. И од комуналното предпријатие Водовод дојде демант дека воопшто имало увоз на отпад од странство, а уште помалку дека се пали на депонијата. Најостро го демантирам тој став дека такво нешто постои. Најодговорно тврдам и ви уверувам дека на нашата депонија, на градската депонија, такво нешто не влегува, поготово бидејќи влезот не е контролиран, знаеме што влегува, како може да влезе. Напротив, таа депонија е за комунален отпад, не е за ников друг отпад. Нашите камиони го празнат ѓубрето таму, така да такво нешто немаме забележено на наша страна и такво нешто на самата депонија не постои и не гори такво нешто. Од Водовод потврдија дека во изминатиот период од градската депонија се издига чад, но како единствена причина за тоа го наведуваат присуството на органски материи во комуналниот отпад и создавањето метан, што лесно се само запалува. На последната седница на Советот на општината беше побарано да се обезбедат поголеми количини земја за да се интервенира во затрупувањето на огнот и гасењето на запалената депонија. Советот на општина Виница ја одржа 25-та редовна седница, на чиј дневен ред советниците разгледуваа 20 точки. Меѓу нив се најде кварталниот извештај и измените во буџетот на локалната самоуправа, ликвидирањето на јавното предпријатие Винспорт, како и кофинансирање во изградбата на патната инфраструктура. Вкупно 19 точки од дневниот ред се рајнува на разгледување пред членовите на Советот на општина Виница на 25-та редовна седница. Главно прашањата беа од финансиска природа, при што најголемо внимание имаше за кварталниот извештај за финансиското работење на локалната самоуправа, а што се однесува за третиот квартал за оваа година. Исто така се разгледуваше и ребалансот, односно измените во распределбата на буџетските средства по одредени ставки. Советниците расправаа и за планот на програми за развој за наредната година, како и за извештаите околу постапката за ликвидирање на јавното предпријатие Винспорт. На седницата се разгледуваше и барањето за промена на членови на управните одбори на јавното предпријатие Солидарност и во Центарот за социјални работи, како и барањето согласност за измена и дополнување на правилникот за внатрешна организација на детската градинка Гоце Делчев. На 25-та седница на Советот на општина Виница се расправаше и по предлог одлуката за дообезбедување собствено финансиско учество за кофинансирање за изградбата на локалниот пат Маало Капетанци, Маало Балинци.
Општина Виница од сопствениот буџет ќе издвои 4.376.000 денари за оваа намена. На седницата се разгледуваа и барањата за продолжување на работното време на еден угостителски објект, како и за обезбедување финансиска поддршка за награди за победниците на трката Чупино Трел, како и за помош за лекување на малиот Онур Исмеилов. Сите млади новинари и медиумски работници може да се пријават за учество во обуката што во организација на самостојниот синдикат на новинари ќе се одржи во Еврохотел Градче. Пријавувањето за учество е до 7 ноември. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници отвора повик за учество на обука за млади новинари на тема писменост за вести и дигитални алатки за проверка на факти. На дводневната обука, која ќе се одржи на 16 и 17 ноември во хотелот Градче во Кочани, право на учество имаат новинари и новинарки помлади од 35 години, без разлика на искуството, како и студенти по новинарство. Учесниците на обуката ќе се стекнат со теоретски и практични знања од областа на медиумската и писменоста за вести, со клучните концепти и принципите на медиумската писменост и различните типови на дезинформации и погрешни информации. Ќе се зборува за визуелните дезинформации, за алатките за препознавање и проверка на фактите, како и за нивна примена. Обуката ќе опфати теми за концептот на новинарството како јавно добро и како јавниот интерес да биде препознаен. Рокот за пријавување е до 7 ноември 2019 година, а секој заинтересиран треба само да испрати кратка биографија на електронската пошта на самостојниот синдикат на новинарите ssnm.info@gmail.com. Обуката е дел од проектот Писменост за вести и дигитална писменост, правување со лажните вести, кој самостојниот синдикат на новинарите го спроведува во партнерство со Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии и Медија Дайверзити Институт од Лондон. Проектот е финансиран од Европската Унија, а обуката е поддржана и од Меѓународната федерација на новинари. Сместувањето и превозот се целосно обезбедени од организаторот. За учесниците кои не се од Скопје, самостојниот синдикат на новинарите ќе ги покрие патните трошоци за автобуски билет. За дополнителни информации во врска со обуката, заинтересираните може да се информираат на ssnm.info@gmail.com. Ноќта на вештерките е пропаганда на култот на смртта. Со ваков став излезе црквата за славењето на Халовин во училиштата и ноќните клубови. Така наречена страшна забава во присуство на голем број деца. Халовин забава која се организира 2 или 3 дена и која привлекува големо внимание. Децата уживаат во читањето на страшни и морничави приказни, шминкани со страшна филмска шминка од професионални шминкери и организирани креативни работилници на тема страв, креирајќи тикви, маски, пајаци, лилјаци. Вака се одбележува ноќта на вештерките по училиштата и јазичните центри, како и по ноќните клубови. Што всушност се крие зад сето ова? Ноќта на вештерките е реална опасност. Кога играте со силите на темнината, тие секогаш победуваат. Како последица на празнувањето на овој древен празник, кај луѓето се јавуваат болести, страдања и едночувствена празнина. Ваков е ставот на црквата во врска со славењето на ноќта на вештерките или Халовин, кој што се одбележува на 31 октомври. Црквата повикува родителите да не ги туркаат своите деца во рацете на сатаната и да се спротивстават на сите наставници кои налагаат за прослава на овој ден. Гледано од призмата на западните трендови, денес се празнува познатиот празник Ноќ на вештерките, празник кој што условно речено, празник кој што не е познат на православната традиција, на православната хеортологија и на православното исповедување. Празник кој што дошол под влијание на западната капиталистичка култура. Имено знаеме од она дека западните народи на овој празник се собирале на планини, палеле логорски огнови, читале приказни кои што биле со страшна содржина, тука и резбањето на тиквичка. Празник кој што добил нова димензија, имено во сегашно време дечињата одат од куќе на куќе, собираат колачиња, се преправаат во некои духови, страшила зомбија. Пак ќе кажам празник кој што не е познат на нашата традиција, бидејќи ние пред се го исповедуваме верувањето во Христос, дека тој воскреснал, а не во изобразување на некои чудовишта, страшни зверови кои што, да речеме,
воопшто не се познати на нашата традиција, а изобразувањето на такви суштества е демоноподобно и така ние како црква и како свештенство должни сме да реагираме на ваквите појави кои што ни доаѓаат и кои што се дел од некои западни, кои што се од некои други религиозни системи. Ѓаволот не треба ниту во шега да се повикува, додаваат свештениците и велат дека аргументите од типот дека тоа е безопасна и шеговите прослава се релативизирање на злото. Православниот верник на било кој начин не може да учествува во празнувањето на Халовин. Е ставот на црквата секоја година на денот кога се одбележува Халовин, 31 октомври. Литературни читања по повод месецот на книгата започнаа да се организираат во основните училишта во Кочани. Организатор е литературниот клуб Копнеш, што функционира во склоп на библиотеката Искра. По повод одбележување на месецот на книгата, литературниот клуб Копнеш од Кочани започна со реализирање средби со учениците од основните училишта. Средбите започнаа од училиштето Свети Кирил и Методи. Станува збор за традиционална средба што се организира секоја година по повод манифестацијата Месец на книгата. Како секоја година, така и ова година по повод Месецот на книгата, кој трае од 15 октомври до 15 ноември, ние од литературниот клуб Копнеш организираме караван, поетски караван со што ги посетуваме средните и основни училишта во Кочани, а исто така и во околните општини и села, со што ја промовираме нашата поезија, нашето творештво, исто така и ја порачуваме пораката за тоа дека книгата е навистина најверен и најголем пријател на човекот. Па со тоа оваа година ќе бидат опфатени сите училишта, основни и средни, како што кажав, во нашата општина. Исто така ќе се посетат училиштата во Зрновци, во Чешиново, во Облешево и во Оризари. Членовите на литературниот клуб Копнеш од Кочани во наредните денови продолжуваат со средби со учениците од останатите кочански училишта, а своите членови ги вклучуваат и во активности и на други манифестации и настани. Реализираат активности надвор од општината во општините Зрновци и Чешиново Облешево. Следува информацијата од спортот. Фудбалскиот клуб Осогово доживеа пораз и во вториот осми на финален надпревар од Купот на Македонија. На домашен терен против Академија Пандев нашите фудбалери загубија со 4:1, со што се елиминирани од натамошните надпревари. Кочанскиот фудбалски второлигаш Осогово е елиминиран од натамошното надпреварување за Купот на Македонија. Жолто-сините во средата поплане на домашен терен во рамки на реванш средбата од осми на финалето се сретнаа со бранителот на титулата од минатата сезона Академија Пандев и доживеа пораз од 4:1. Ваквиот епилог им можеше да се очекува со оглед што Струмичани и годинава се меѓу фаворитите за освојување на националниот куп, а на првата средба во Струмица исто така победија со 3:0. Иако Кочанскиот второлигаш им се спротивстави на гостите и на полувремето резултатот беше нерешен 1:1, сепак надмокњуста на Академија Пандев дојде до израз во вториот дел и поразот беше неминовен. Гостите поведоа први во 5-тата минута со голот на Маневски, а домакините изедначија 6 минути подоцна со погодокот на Рамич. Во вториот дел, гостинскиот напаѓач Крстовски постигна хет-трик и заслужено ја обезбеди победата за својата екипа. Сепак, прикажаната добра игра на играчите на Осогово влева доза оптимизам пред престојниот надпревар од првенството во втората лига, во кој жолто-сините ќе бидат домакини на Брегалница од Штип.
Почитувани, прогнозата за времето беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.